Технологијата се почесто не поттикнува да брзаме. Според истражувањето на Универзитетот Калифорнија Сан Диего од 2009 година, човековиот мозок во просек дневно бил бомбардиран со приближно 34 гигабајти информации. Десетина години подоцна, оваа дневна доза од информација е повеќе од двојно зголемена, така што според последните достапни истражувања, денес нашите мозоци дневно восприемаат околу 75 гигабајти информации во форма на видео, текст и звук. Забрзувањето на информациите го намалува нашиот капацитет за филтрирање и правилна проценка, што е важно, а што не, и што е веродостојна информација, а што погрешна. Серија постери, интерактивни апликации, анимации кои им овозможуваат на посетителите да дознаат повеќе за погрешните информации и улогата на интернет корисниците во нивното ширење. Е целта на мултимедијалната изложба символично насловена Стаклена соба, поставена во Europe House, а во организација на делегацијата на Европската унија и Македонскиот институт за медиуми. Делегацијата на Европската унија континуирано поддржува и афирмира бројни активности во земјава кои се однесуваат на медиумската писменост, вклучително и оваа изложба Стаклена соба, погрешни информации и манипулации на интернет. Изложбата представува атрактивна и едукативна инсталација составена од серија постери, апликации и анимации кои што може да се постават во изложбени салони или да се посетат онлайн. Изложбата нуди можност за посетителите да дознаат повеќе за погрешните информации и за улогата на интернет корисниците во нивното ширење, како и за бизнис моделите, дизајнерските тактики и корисничките навики кои возможуваат поволна средина за нивно пренесување. Како дел од поставката, подготвено е и упатство за детоксикација од податоци, вклучително и од погрешни информации, кои ни дава корисни совети како паметно да се користи технологијата. Изложбата во овој простор ќе биде поставена во наредните 2 месеци, а во текот на следната година изложбата ќе биде поставена во просториите на Europe House во Струмица и во Крива Паланка. Како дел од поставката се планираат и едукативни работилници за возрастни и за млади, кои што ќе содржат теми поврзани со упатството за детоксикација. Стаклена соба е осмислена и подготвена од Tactical Tech, меѓународна невладина организација со седиште во Берлин, во соработка со повеќе европски партнери. По отварањето во 2020 година изложбата е поставена во 19 земји низ Европа на различни локации, како библиотеки, училишта, излози на продавници, железнички станици и е достапна на повеќе од 50 јазици. Досега ја посетиле на 30.000 посетители ширум Европа и неколку стотини илјади онлайн, кои преку атрактивните и едукативни содржини се едуцираат за погрешните информации и улогата на интернет корисниците во нивното ширење, но и начините како да се заштитиме.